Почитувани, добро вечер во овој петочен уреднички брифинг на фреквенцијата на 1 ТВ. Председателот Ѓорѓе Иванов и пред некој ден во обрекањето до јавноста, после скандалот што го направи при приемот на документот што му го однесоа премиерот Заев и министерот за надворешни работи Димитров во резиденцијата на Водно, каде што само 2 минути ги удостои и си замина, без да му образложат и без да го разгледаат заеднички. И вчера од Бугарија повторно повтори дека, на прашање новинарско, повтори дека тој нема намера да го легализира, односно да го стави неговиот параф на договорот со кој се решава долгогодишниот спор меѓу Македонија и Грција околу името. Председателот Иванов е во официјална посета на Софија, веќе сте информирани. Таму премиерот Бојко Борисов и министерката за надворешни работи одбија да му ја откажа средбата како знак на револт и на несогласување со неговото однесување кон договорот кој што го поздрави целата меѓународна заедница. Реакција околу тој договор има и во Македонија, негативни се разбира, има и во Грција. Еве веќе се најавува дека тој договор премиерите Ципрас и Заев и министрите за надворешни работи на Македонија Никола Димитров и неговиот грчки колега Коцијас ке го потпишат во недела, оваа недела, во Мала Преспа, но председателот Иванов и натаму тврдоглаво стои на ставот дека тој нема да го нарече дивоградба и нема да се согласи да стави негов потпис. Иако тој го потпишува само указот, а договорот тој замерува дека не бил доволно информиран, односно нелегитимно било тоа договарање по телефон, па не знам, не бил доволно запознат, но не и се. Постапката за финализирање на договорот веќе се подготвува. Најавени се многу од меѓународната заедница како Столтенберг, Могерини, Гутереш дека ќе присуствуваат на чинот на потпишувањето на овој договор со кој, реков, се решава еден 2,5 децениски спор меѓу двете земји. Тоа Македонија многу ја чини, односно на патот кон незиното интегрирање во НАТО и Европската Унија. Со неговото потпишување се отвара и патот на Македонија за полноправно членство во НАТО и добивање на датум за почеток на преговори со Европската Унија. Впрочем, тоа беше и условот. Без потпишување на тој договор Македонија не можеше да ги оствари овие стратешки цели. Мој денешен гостин во овој уреднички брифинг е универзитетскиот професор по уставно и управно право на ФОН, професорот Темелко Ристовски. Професоре, добро вечер. Добро вечер. Еве, јас најавив дека темата на овој брифинг ќе биде однесувањето на председателот Иванов, односно неговото одбивање, кој што не е прво, одбивање да го потпише договорот, го нарекува дивоградба. Впрочем, тој се уште се нема изјаснето и за законот за јазиците, го чува во фиока. Некако сите реакции се дека оди контра на владеачката гарнитура и на постапките што се прават за одење на државата побрзо кон НАТО и Европската Унија. И што мислите вие? Зошто е таков тврд став на председател? Дали е тој патриот? Ние не сме или... Однесувањето на председателот на Републиката во досегашнава негова пракса на неговата работа е нешто безпримерно.
тој се однесува не како председател на сите граѓани на Република Македонија, туку како председател на граѓани кои што подржуваат една политика, една политичка групација, во конкретниот случај граѓани кои што ја подржуваат опозицијата. Тој се однесува како член на опозицијата, упорно ја поддржува политиката на опозицијата, порано политиката на владеачката гарнитура, што е апсолутно неприфатив начин на однесување на еден председател. Председател на Републиката е председател на сите граѓани на државата, на Републиката, и тој мора да води сметка за интересите на сите граѓани, а не да се определува за една страна. Во конкретниот случај се работи очигледно за определување за една страна. Тој долгогодишно го прави, постојано така се однесува. Неговите годишни обраќања во парламентот, што е апсолутно неприфатливо. Што се однесува до договорот, неговото постапување е не само од политички аспект, туку и од етички аспект неприфатливо. Треба да ги почитува луѓето кои што му го донеле договорот, да го погледа. За да може да заземе став, треба да ја сослуша и другата страна. Во конкретниот случај тој требало да поразговара со премиерот, со министерот Димитров. Требало да поразговара, да ги чуе нивните ставови, да ги чуе нивните мислења, па после тоа да зазема ваков или онаков став. Општо познато правило, етичко правило, практично, прагматично правило, кога се зазема некаков став за нешто, е да се сослуша и другата страна. Старите римјани рекле аудиатур et altera pars. Тоа тој како правник треба да го знае и така треба да се однесува и во конкретниот случај. Ке зборуваме за што е, каков е законот, каков е уставот, на што го обврзува. Сигурно дека тој има право на став, но не и како шеф на државата. Но предлагам предходно да ја слушнеме неговата изјава, бидејќи во Македонија новинарите, домашниве новинари немаат можност, кога тој најде една форма на обраќање до јавноста, во кое што новинарите немаат можност да му поставуваат прашања, тој само го кажува ставот и си заминува од пресконференцијата. Не ја нарекува пресконференција, него обраќање на јавноста. Но вчера на официјалната негова посета во Софија како гостин на бугарскиот претседател Радев, новинарите од бугарските медиуми го прашуваат токму околу неговата постапка со премиерот Заев и министерот Димитров и околу тврдиот став дека тој нема да легализира, како што вели, дивоградба. Па предлагам првен да слушнеме како тој, што го праша и како тој одговори на поставеното прашање. Режија, ве молам да го погледнеме прилогот од државната телевизија на Република Бугарија, БГНЕС. Георги Пашкулев, информационна агенция БГНЕС. Моя въпрос е към нашия гост, президента Иванов. Господин президент, през последните години вие взехте много решения, които доведоха до политическа криза в Република Македония. Сега с отказа си да подкрепите решението, договорено от премиерите Заев и Ципрас за името, вие рискувате да вкарате Македония и да я дестабилизирате, както и може би и целия регион. И то в момент, когато региона има реален шанс за евроатлантическа перспектива. Защо причинявате това на своя народ и държава с тези свои решения? И искам да ви попитам и един въпрос. Изгонването на премиера Заев, това пример ли е за диалог? Благодаря ви. Немојте да подлегнувате под медиумски шпекулации, ако сте и вие медиуми. Вие треба да имате цел вистината. Не сум избркал ја никој од мојот кабинет. Ја имав средба и за прв пат ми беше донесен документ во кој не сум вклучен нити запознат.
И затоа кога го добив документот, ја немав што да разговарам на таа средба. И затоа им кажав, средбата затоа кратко траеше. Не сум бил вклучен во донесувањето на тој документ, и зашто да бидам ја тој што ќе го легализира тој документ. Како го создале и донеле без моje учество, така и нека си го завршат без моje учество. Тоа е принципилен став, затоа што согласно Уставот и законите на Република Македонија, председателот е надлежен за склучување на меѓународни договори. Председателот бил исклучен од целиот процес и изготвување на таков документ, зашто сега да легализира туѓа активност и постапка за која е прекршено она што е создадено како еден вид консензус на државниот врв. Нема промена на Уставот и нема прифаќање на ерга омнес. Така што таа е нивна одлука и нивна е одговорноста. Не прифаќам ја квалификации дека јас сум попречувал стабилност на регионот. Се знае кој е тој што сиве овие години ја доведува состојбата во Македонија во ваква состојба. Се знае кој ја блокира Македонија и ја одзема нејзина и влие на нејзината иднина. Се знае кој го попречува правото на просперитет на еден народ. Така што бидете умерени во вашите квалификации и не потпаѓајте под туѓи влијанија. Секој председател е под заклетва која дава кога го прима својот мандат и се колни на Уставот. Сум се заколна, сум дал свечена изјава дека ќе го почитувам Уставот. Не можам да прифатам акт кој е спротивен на Уставот и законите на Република Македонија и кој е спротивен на консензусот изграден на државниот врв. Ова, затоа вчера мојот изјав кажав, е личен акт и лична одлука на еден премиер кој не ги земал предвид сите последици од таков штетен договор, кој не затвара, туку отварат многу прашања и создават голема неизвестност, несигурност и за Македонија и за регионот. И затоа повторувам, не може остварувањето стратешките цели на Македонија, членство во НАТО и Европската унија, да бидат алиби за штетни и за поразителни договори кои ќе ги исклучува Македонија. Еве, го слушнавме уште еднаш, сега и појасно, дека апсолутно тој смета дека решавањето на спорот, односно договорот каков што е направен со Република Северна Македонија, тој го смета за штетен, за уривање на Уставот, на тој консензус на кој што се повикува дека ќе се штитат уставното име и согласувате ли вие со ваквиот став на председателот Иванов? После ќе збориме што е тука, каков е тука законот, Уставот на што го обврзува. Апсолутно не се согласувам со ваквиот став на председателот Иванов. Јас сметам дека договорот е храбар потек на актуелната влада, кој што ја води Република Македонија во европското семејство на народите, прво како членка на НАТО, а потоа и како членка на Европската унија. Решавањето на проблемот со името на Република Македонија беше основна пречка за да ни се отворат вратите кон НАТО и кон Европската унија. 27 години. Сега тие врати ни се отвараат. Некои ја осудуваат актуелната влада дека извршила предавство. Добро, секој има право на став. Да, секој има право на став, точно е. Меѓутоа, оние кои што добро ја познаваат воената наука, а ние знаеме дека војната е продолжение на политиката, знаат дека некогаш, за да се постигнат одредени тактички и стратегиски предности, мора да се извршат и отстапувања. Во конкретниот случај, тактичка и побаво да кажам стратегиска предност е тоа што на Република Македонија и се отвара патот за членство во НАТО и за членство во Европската унија. Со зачленувањето
во НАТО, ние ќе си ја задржиме целокупноста на Република Македонија. Факт е дека има аспирации за нејзина дезинтеграција. Факт е дека има аспирации за нејзина поделба и така натаму, и така натаму. Но, ако Република Македонија стане членка во НАТО, аспирантите за такво нешто не ќе можат да си ги остварат своите аспирации, штетни, лоши аспирации во однос на Република Македонија. Македонија ќе остане целовита, ваква каква што е. А што се однесува до името, за кое што противниците на актуелната власт, противниците на власта, владата на премиерот Ципрас, се многу загрижени. Зборувам конкретно сега, да се вратам на нашите овде. Да, незадоволни има и во Грција, има и во Македонија. Да се вратам на нашите овде. Името е форма. Околностите се такви да се наметна потребата тоа да се промени. Но со тек на време, кога ќе се релаксираат односите, кога ќе се намалат тензиите во Грција, 10, 15, може би 20 години, нема вака да остана состојбите. Овие конзервативци кои што демонстрираат во Република Грција против заклучувањето на договорот, ќе ги нема еден ден. Времето на конзервативизмот поминува, знаете, светот се обединува. Да. Светот постанува едно глобално село. Ние ништо не ни пречи, согласно со начелото на суверенитетот на граѓаните, да распишеме референдум и да си го вратиме повторно името. Да си го вратиме повторно името или да земеме некое друго име, кое што ќе ни одговара. Битието останува. Македонија, македонскиот народ, македонскиот јазик и така натаму. И со договорот идентитетот и јазикот се и така натаму остануваат. Со договорот се потврдува идентитетот на Македонија, на македонскиот народ, на македонскиот јазик и така натаму, и така натаму. Затоа стравувањата дека ќе го изгубиме идентитетот се неосновани. Опозицијата која што ги подпирува граѓаните тврдејќи дека ќе сме го изгубеле идентитетот, само чини зло на Република Македонија. Со тоа подпирување, со таквите нејзини ставови, Македонија, јас се надевам дека тие нејзини ставови нема да се прифатат, граѓаните полека ќе сватат што значи овој договор, кои се предностите на овој договор. Добро, легитимно право е на опозицијата да оди контра или да оди со своји аргументи, тоа е нивно легитимно демократско право, да. Меѓутоа треба да се гледа во едината. Јас реков на почетокот. Некој па треба да се постапува државнички, да, во интерес на државата. Да, треба да се постапува во секој случај државнички, да се гледа во едината. Со ова се уште еднаш ќе повторам, се остваруваат од политичка гледна точка стратегиски, големи стратегиски предности. Договорот содржи економска соработка и културна на сите полиња соработка. Да. И токму поради тоа се отвараат многу можности со јужниот сосед на соработка, а знаеме Грција е. Токму поради тоа и сосема во ред е што преговорите ги водеше владата, а не председателот на републиката, макар да председателот на републиката, како што сме добро информирани, е запознаван и токму оваа посета од страна на премиерот. Тој вели дека ништо не бил запознат, а ние знаеме дека нели имаше и лидерска средба, имаше и средби со него на кои што му се носеа до каде што е. Да, имаше повеќе контакти во врска со договорот и на крај оваа средба која што тој практично и не оствари. Не е тоа средба на која што ќе му кажеш да договорникот што си правел, јас не сакам за тоа да разговарам, беше за тоа да председателот го види конечно резултатот од сите тие преговори за кои што е информиран во текот на водењето. Да, пред да биде потпишан, да го види резултатот од тие преговори, да го види договорот, да ја види спогодбата како официјално се нарекува и нормално има свое право да си заземе свој став. Тој тоа не го направи. Тој едноставно слободно можам да кажам, просторијата. Ја напушти просторијата, што е едно непримерено однесување на еден државник. И јас го делам вашето мислење, но професоре,
Председателот вели дека шефот на државата е тој кој што ги потпишува меѓународните договори, дека сигурно предпоставувал дека и тој треба да учествувал во тие преговори, што мене малку ме чуди. Тоа го прават на краиштата не го прави ни Заев, ни Ципрас, туку експертски тимови од двете страни кои што договараат, па после тие се согласуваат или не. Сеедно. Тој вели нема да му дадам легитимитет. Парламентот како највисок законодавен дом, ако го изгласа тој закон, председателот само става параф на Указот за прогласување на законот за ратификација. Тоа значи дека парламентот е тој кој што дал виза, односно застанал за тој договор. Председателот само го потпишува указот. Да, во право сте. Еве, таков закон за јазиците стои во неговата фиока, не се изјаснува. Како е според Уставот? Кога ќе отиде документ за потпишување кај него, еве како што е законот за јазиците или како што е сега договорот за решение на спорот меѓу Грција и Македонија, ако парламентот го изгласа со просто мнозинство, председателот има право еднаш да го одбие да стави параф, односно да го потпише указот. Парламентот го гласа втор пат, треба двотретинско мнозинство или пак просто мнозинство и тогаш он ја Просто обврзан. мнозинство. Значи, нема што вториот пат да размислува. Ако се донесува закон со двотретинско мнозинство, председателот е должен одма да го потпише. Да, без да има... Ако се донесува со просто мнозинство, тогаш има право да не се согласи со потпишувањето на указот, да не го потпише. Законот се разгледува, се враќа на повторно разгледување во парламентот. И после тоа повторно разгледување председателот е должен да го потпише и така требаше да постапи, бидејќи го спомнавте законот за употреба на јазиците, така требаше да постапи со тој закон, да го потпише указот за прогласување на законот и веднаш или одма после објавувањето на законот во службен весник на Република Македонија да поднесе иницијатива за оценување на неговата уставност. Председателот да поднесе иницијатива. Може. Како орган може да поднесе иницијатива за оценување на уставноста на законот. На законот. Но тој тоа не го прави, туку го чува во фиока. Тој отворено изјави дека не сака да го потпише указот за прогласување на законот, што е, јас мислам, случај без преседан во па еве и за договорот меѓу Грција и Македонија истото го вели дека тој нема да... Да, кога се работи за закон за ратификација, постапката е иста. Значи, ако се работи за просто мнозинство, се враќа уште еднаш, законот се враќа на разгледување и повторно... Председателот е обврзан вториот пат само да го стави неговиот потпис. А што ако не го стави или го чува во фиока? Односно не се изјаснува. Па тоа е она што го нарекуваат некои од теоретичарите така наречено джепно вето. Јас мислам дека институцијата джепно вето е нешто што го наметнала праксата, иначе е противуставно. Уставот јасно кажува, ако се работи за закон кој што се донесува со просто мнозинство, кој што е вратен на повторно разгледување од страна на собранието, председателот е должен да го потпише. Вториот пат кога ќе... Да, вториот пат. Тука нема неизјаснување. Должен е да го потпише. Уставот го обврзува да го потпише. Но во Уставот нема, рокот го нема за колку дена или треба да се изјасни, односно да го потпише тој указ. Нема за тоа рок, но... Веројатно тука ја користи празнината председателот Иванов. Има законски рок во однос на објавувањето на законот во службен вестник, знам тоа. На Република Македонија. Треба да се објави во рок од 8 дена од денот на денот од неговото донесување. Така да тој рок од Уставот на Република Македонија го обврзува и председателот, мора да води сметка. Не смее да се игра играчки, што би рекол нашиот народ. Веројатно председателот заради нерешителноста на актуелната власт и на парламентот да
ете, да не го лути околу законот за јазиците, тој го држи практично во фиока. Веројатно заради тоа тој сега го прави истото и ќе го направи со договорот. Тој не крие дека исто ќе постапи со договорот, односно нема да го парафира. Па може да се очекува такво однесување на председателот. Очекувано и беше и за јавноста дека нема да... Да, таквото однесување е злоупотреба на службената положба, зашто кога и да е, тој ќе одговара. Сега, со оглед на уставната одредба со која што за одговорност на председателот е потребно двотретинско мнозинство од вкупниот број на пратеници во парламентот, не може тоа да се случи, нели, додека не се обезбеди тоа двотретинско мнозинство. Меѓутоа, мандатот еден ден ќе му истече, нему до година му истекува мандатот, затоа треба да води сметка и на тоа. Ќе одговара за злоупотребата на својата службена положба. Само во јавноста се врте дека треба да му се поднесе обвинение за таквото однесување, тоа законот не го предвидува или? Па за тој сега е заштитен со имунитетот. Заштитен со имунитетот за одземање на имунитетот. Потребно е двотретинско мнозинство во парламентот, така да тешко е тоа да се направи додека не се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот за такво нешто. Што мислите вие надвор од законот и од законските можности дека меѓународната заедница ќе изврши притисок и кај председателот? Јас немам потврдено, претпоставувам и дека вчерашната посета на Софија, односно поканата на председателот Радев, председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов да ја посети Софија, е токму во таа функција веројатно му пренел некоја порака, претпоставувам, од меѓународната заедница, затоа што и Радев му порача: бидете лидер, не бидете статист. Да. Нашиот председател за жал се однесува како статист, повеќе како слуга на одредена политичка гарнитура. Да, не е статист, да. Да, отколку како статист. Верувам, се согласувам со вашето мислење дека меѓународната заедница ќе изврши притисок на председателот да си го промени своето мислење. Исто како што беше со амнестијата од меѓународната заедница е живо заинтересирана за да се реши конечно. И многу се вложи во тоа. Да, многу труд се вложи, живо е заинтересирана да се реши конечно проблемот со името на Република Македонија и Република Македонија да се најде прво во НАТО пактот, потоа и во Европската унија. Тоа е стратешки интерес на меѓународната заедница во конкретниот случај. Да не навлегувам во таа длабока политика, јас сум пред се правник и зборувам како правник. Да. Ако НАТО не го покрие овој простор, ако Европската унија не го покрие овој простор, ќе го покрие некој друг. Затоа тие и секако дека нема да дозволат. Толку помагаат. Да, секако и го подржуваат овој процес и ова што на потпишувањето на договорот баш денеска прочитав Столтенберг, Могерини, Гутереш. Столтенберг ќе присуствуваат и Могерини, ова што вие кажавте, и Гутереш е порака за македонската јавност, порака за грчките конзервативци и националисти, кои што воопшто не сакаат да се спомне името Македонија во било каков договор, и порака нормално за нашите граѓани кои што имаат поинакво мислење. На Република Македонија и се отвара патот кон НАТО и кон Европската унија да биде равноправен партнер со. Да, но председателот вели таму е нашата иднина, тоа е нашата иднина. Председателот вели НАТО и Европска унија да, но не е по цена да го изгубиме името, да го изгубиме идентитетот, а гледаме дека тука во договорот се потврдени. Има само една географска одредница. Лично мислам дека таквите изјави на председателот се изјави проформа.
Тој очигледно застанал на страната на една политичка, на една криминална политичка гарнитура, која што ја користеше државата за свое лично богатење, за остварување на лични цели. Добро, тие и и го таа донесува на криминална власт. политичка гарнитура по секоја цена сака да се врати на власт. На таа гарнитура изјавите дека сакаат да Република Македонија да постане членка на Европската унија. Тие изјави се чисто формални за замачкување на очите на граѓаните. Не сакаат Република Македонија да влезе во Европската унија. Затоа што ако Република Македонија влезе во Европската унија, ќе бидат контролирани. Не ќе може да го прават она што го правеа 11 години овде во Република Македонија, да плечкосуваат, да ја оштета државата со 5 и кусур милијарди евра и така натаму. Би се воспоставила правна на една држава, таква гарнитура, на една таква гарнитура за жал и служи нашиот председател. А што мислите вие, искрен е тој во неговото образложување дека и тоа е за НАТО и Европска унија? Па во тој контекст го кажав ова. Тој не е искрен. Тој само формално се залага за тоа. На збор се залага за тоа Република Македонија да стане членка на НАТО и на Европската унија. Всушност е средство на политичката гарнитура која што е сега очигледно нејзината врхушка е притисната од правосудниот систем, од специјалното јавно обвинителство. Веќе одговараат за своите злодела што ги правеа и таа политичка гарнитура сака да се спаси, очигледно спасот го гледа ако се врати повторно на власт. Не, ама што мислите, може председателот Иванов уште еднаш да употреби амнестија за овие што се веќе има пресуди и што допрва ќе следат пресуди пред да го заврши мандатот? Оти има многу во јавноста такви шпекулации дека можно е од негова страна уште една амнестија да направи за... Имајќи го вид она што се случи со претходната амнестија, односно помилување, може такво нешто да се очекува, макар да јас сум, би рекол, повеќе скептик дека тако нешто може да се случи. Би се решил на тако нешто? Од причина што да се реши на таков начин, од причина што веќе има негативно искуство и нема да си дозволи таков луксус да си ја повтори грешката што... Мислите дека председателот Иванов влече поуки од тоа или... Би требало да влече. Затоа викам, се надевам дека со оглед на тоа што преживеа многу горко искуство со тоа, да си ја повлече својата одлука за помилување за аболиција. Што беше нескудно за него, срам за еден председател, нема да се дозволи. Но можно е се. Затоа и може би се во право експертите кои што размислуваат во таа насока дека можно е да се случи повторна аболиција. Како професор по право, да речем како правник, и екстрадицијата на двајцата од Грција, Врховниот суд на Грција искористи, се повика на аболицијата на председателот. Некои толкуваат дека еднаш донесена аболиција за секојаш дека не може да се повлече. Што мислите вие за тоа? Не. Тоа е аргумент кој што Врховниот суд на Грција го користи за да не ни ги испорача Груевски и други од Убака. Во правото еден правен акт е на сила додека не се поништи, додека не се повлече. Штом се повлече, штом се поништи, тој повеќе не е на сила. Значи аболицијата на... Во конкретниот случај мислам дека Врховниот суд на Република Грција погреши и направи нешто намерно со некакви, би рекол, политички цели. Јас не сакам да навлегувам во политичката заднина на тоа. Јас сум пред се правник, малку ја анализирам политиката, онолку колку што ми е неопходно потребна за да го разберам правото.
Така да таа одлука на Грчкиот суд мислам дека е неправилна да го употребам тој израз. Многу од обвинетите Нема што Република Грција и Грчкиот суд да се грижи за уредување на односите овде во Република Македонија и да коригира нешто што е направено овде во Република Македонија. Донесен е акт, тој акт е повлечен, тој акт правно значи не постои по неговото повлекување, поништување и така натаму. Иако веќе не постои правно, не екзистира во правото, не произведува правно дејство. Како може да произведува правно дејство нешто што е повлечено, нешто што е укинато, нешто што повеќе не постои? Така да Грчкиот суд не смееше да се повика на. После таа одлука на Врховниот суд на Грција, во јавноста се почесто се споменува дека многу од обвинетите и од оние што добија веќе пресуди, допрва ќе добиваат, претпоставувам, пресуди од македонските судови, дека ќе се жалат во Страсбур и ќе се повикаат на аболицијата на Иван. Јасно е, тие може да се повикуваат, меѓутоа правниот акт, јас пред малку кажав, правниот акт важи по негово донесување додека е во сила. Штом се поништи, штом се повлече, тој не произведува правно дејство, апсолутно. Вие верувате дека нема да најдат спас во Страсбур? Тие можат да одат до Страсбур, меѓутоа верувам дека нема да успеат. Иначе нивно право е, Боже мој. Јас со некој од уставотворците, односно што го пишува уставот, разговарав околу улогата на председателот и ваквите состојби која ќе се најдеме. Еднаш парламентот да му го прати указот, па уште еднаш втор пат да го врати, како што велите вие, да се доработи и повторно да се прати. Тие велат дека таквата варијанта во уставот ја ставивме токму од причина што предпоставувавме дека е можно некој пат Македонија да има таков шеф на државата кој што ќе биде, условно да кажем, тврдоглав и ќе обструира. Правилно размислувале и мислам дека тука уставот е јасен, прецизен. Уставот треба да се почитува. Да. Апсолутно не без преседан е изјавата на председателот, конкретно да го земаме пошто како пример беше претходно Семен законот за употреба на езиците. Тој отворено изјави дека не сака да го подпише указот за прогласување на законот. Такво нешто е безпримерно. И пред тоа имало случај со председателот Трајковски, председателот Григоров. Меѓутоа, тие отворено не изјавија дека не сакаат да подпишат указ за прогласување на закон. Отворено изјави дека не сака да подпишат. Макар да едното и другото е противуставно. Уставот е јасен. Треба да го подпише. Вториот пат кога ќе се врати. Вториот пат кога ќе се врати треба да го подпише указот за прогласување на законот, ако законот е донесен со двотретинско мнозинство, веднаш треба да го подпише. Може да се соочиме со варијантата, председателот вели дека тој нема да стави параф, нема да легализира, како што тој нарекува договорот дивоградба. Може да се случи да чекаме до мај, до завршување на неговиот мандат па новиот председател, или која е варијантата тука? Јас мислам дека председателот Иванов нема да го подпише. Во ниеден случај. Тој е свесен дека го крши уставот, но нема да го подпише. Кога се работи за закон, за било кој закон и закон за ратификација, било кој закон, законот го подпишуваат председателот на Републиката, указот за прогласување на законот го прогласуваат го подпишуваат председателот на Републиката и председателот на Собранието. Лично мислам дека во случај на одбивање на председателот на Републиката да го подпише указот за прогласување на законот,
председателот на собранието може да го потпише указот за прогласување на законот и законот да се објави во службен весник и да стапи во правна сила. Зашто? Затоа што председателот на собранието го представува собранието. Највисокиот законодавен орган. Највисокиот законодавен орган. Во собранието седат 120 пратеници на граѓаните. Тие 120 пратеници како представници на граѓаните, демократски избрани представници, мнозинството и припаѓаат на позицијата, така да кажам, нели, кои што се за тоа да се потпише указот за прогласување на законот. Тоа мнозинство пратеници го представуваат мнозинство на граѓани. Во Република Македонија суверенитетот им припаѓа на граѓаните и произлегува од граѓаните. Тие пратеници во собранието ги представуваат граѓаните и ја застапуваат нивната волја. Волјата на граѓаните во конкретниот момент волјата на мнозинството на граѓани, нели, во конкретниот момент ја представуваат тие пратеници кои што го имаат мнозинство во парламентот. Така да лично мислам дека потписот на председателот на собранието има поголема правна сила од потписот на председателот на републиката. Добро, но и председателот може да се повика на граѓаните, односно дека тие му го препуштиле суверенитетот, бидејќи е избран на непосредни председателски избори, граѓаните гласале за него. Да, граѓаните гласале за него. Меѓутоа, прашање сега колку граѓани би гласале за него. Треба да се цени моментната волја на граѓаните. И граѓаните која гласале пред да. 5 години, пред 4 и нешто години, граѓаните гласале во ред. Меѓутоа, моментната волја на граѓаните каква е, треба да се цени. А моментната волја на граѓаните ја гледаме. Представена е со бројот на пратениците во собранието. Факт е дека актуелната владеачка гарнитура има голем број мнозинство пратеници во собранието. Тоа е волјата на граѓаните, актуелната волја на граѓаните, изразена на парламентарните избори во декември 2016. Професоре, ни следуваат интересни, но и турбулентни денови уште. Да се надеваме дека во недела во Преспа ќе биде финализиран тој договор, па после нели доаѓа во парламентот на гласање и сето тоа. Јас ви благодарам на учеството, на вечерашно учество во уредничкиот брифинг, а вам, почитувани гледачи, пријатна вечер. Ви благодарам и на вас, секогаш сте добродојдени. Благодарам.